Колеги, колку се почитува договореното, сведочи стилот на работење на собранието. Дали овде во собранието се договорија одредени работи во минатото? Комисијата за избори и именувања требаше да си функционира. Оваа комисија не функционираше. Ние имавме ситуација каде колега беше разрешен неделовнички и денес зборуваме овде за стил и начин на работење. Почитуван колега, зборувавте и прашувавте дали е точно. Не, кон сите вас, бидејќи вие кога зборувавте за сите вас. Еве и јас ќе ви кажам, во истиот стил како вие што почнавте. Вие првенствено не се повикавте на член. Јас ќе направам разлика од вас и ќе се повикам на член. Се кршат многу члени во овој деловник. Најмногу се крши членот 90 став 4, каде почитувани колеги повикувате неделовнички да се однесуваме. Провоцирате. Намерно го правите сето тоа. Зошто? Дали е точно, почитуван колега, дека за точка од дневен ред која се наоѓа, предлог на законот за буџети, е договорено јавна расправа? Дали таа јавна расправа е одржана? Јас сум поинаку информирана, вие овде можете да тврдите сега, но вие евте тие кои викавте дека треба јавни расправи да се одржуваат, дека треба да се почитува мислењето на стручната фела. Зошто да не се одржи јавна расправа за вака сложен и комплициран закон, за кој, впрочем, имаме голем број на амандмани, временски немаме простор за разгледување на истите и не доведувате во ситуација или воопшто се доведува во ситуација да се крши членот 107, тоест не да се крши, погрешен збор е, да не се практикува членот 171 в Значи, членот 171 в став 1. Зошто го правите ова? Дали е точно дека Комисијата за избори и именувања треба да именува овде членови? Јас имам колеги кои се заинтересирани да работат и сакаат да работат, вие се повикувате на немање договор. Многу грешите со тоа. Не е точно. Не е точно дека нема договор. Точно е дека не се почитува во ова собрание деловникот од ваша страна. Точно е дека ги злоупотребувате вашите позиции кои ги имате. Дали е точно дека е професионално, добро и одржливо точката за буџети да биде една посебна седница, да не биде врзана со други, бидејќи тоа е страшно многу потребно за квалитет. Вие можете што сакате да правите, но јавноста треба да ги знае вашите скриени намери, почитуваме. Предлог законот за финансиска полиција. Интересно е тоа што сакате да направите дека без сертификат за безбедност може да се прави што сака. Тоа ви е интересот. За тоа треба да се одржуваат овие работи. Дали е точно друго нешто? Седаат вашите скриени намери во сето ова. Дали е точно дека на 21.3, а денес, која дата сме, го добивме предлог на закон за изменување и дополнување на законот за користење и располагање со стварите во државна собственост и со стварите во општинска собственост. Ни го доставувате на 21.3. Во период кога, ве молам, во период кога паралелно закажувате по еден куп седници, и сега ви се брза да се стави на точка на дневен ред. Зошто? За да се створи слика пред јавноста намерно дека опозицијата обструира. Но опозицијата што и правите? Ја бомбардирате само, ништо повеќе, со непрофесионалност и немање на квалитет.
Почитувани колеги, во ова време, сега, во овој период, имаме закажано седница и на европски, каде ги усогласуваме законите во Македонија со европските закони. Усогласуваме, иронично го кажав, сето ова. Сметам дека многу се крши деловникот, сметам дека не е професионално вака да работиме и сметам дека треба да се договориме, да се прекине оваа седница и да излеземе со поинаков став и поинаков договор. Сепак станува збор за квалитет на закони кои треба да се почитуваат од населението, а не да бидеме, тоест да бидете вие пример на кршење на закони, каде ги терате службите во недела да работат, зошто за поднесување на амандмани дека е премногу хитно сето тоа да се прави. Заради сето ова, предлагам да се прекине седницата, предлагам да се размисли повторно, да се изнајде решение квалитетно и да продолжиме професионално да си ја вршиме својата работа. Ви благодарам.